Во ова издание на Newsflash ке гледате. Лабораторијата на одделот за енергетика на САД во близина на Чикаго работи на проект што би можел да го промени сваќањето на научниците за физиката на универзумот. Од парични награди до разни бесплатни услуги се бараат начини како да се охрабрат граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Овој месец одбележува 25 годишнината од смртта на Вилис Коновер, радионовинар на Гласот на Америка, кој помогна да се популаризира американскиот џез ширум светот. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јован Чанаумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Лабораторијата на одделот за енергетика на САД во близина на Чикаго работи на проект што би можел да го промени сваќањето на научниците за физиката на универзумот. Целта на експериментот е да се открие непознатото. Со децении, така наречениот стандарден модел во физиката представува златен стандард за тоа што знаат научниците во однос на се што му е познато на човекот. Низ годините тие идентификуваа 17 елементарни честички и 3 сили. Тоа е електромагнетска сила која ние ја знаеме, слабата сила која е поврзана со нуклеарното распаѓање и моќната сила која во суштина ги држи протоните и неутроните во јадрото. Во основа ја прави структурата на се. Рене Фатеми е професорка по физика на Универзитетот на Кентаки и е дел од меѓународниот тим во Фермилаб во близина на Чикаго. Во партнерство со Европската организација за нуклеарно истражување од Швајцарија, тимот се обидува да ги открие субатомските тајни на универзумот. Се обидуваме да ја разбереме оваа нова сила и честички. Целта на експериментот во Фермилаб е да се открие непознатото. Конкретен интерес е честичката мион, една од 70 честички слични на електронот. Како последица од космичките зраци, мионите постојано ја покриваат површината на Земјата. Фермилаб користела специјално дизајнирана 14-метарска кружна магнетна патака да проучува како мионите се движат низ просторот. Податоците од милиони тестови ги доведуваат во прашање фундаменталните принципи на стандардниот модел, кој со генерации ми е познат на физичарите. Постои можност за нешто што може да го промени сето она што мислевме дека го знаеме. Многу е возбудливо. Марсела Карина, начело на одделот за теоретска физика во Фермилаб, вели дека експериментот детектира феномен што не може да се објасни со моделот кој физичарите го формирале во 70-тите и кој го обновиле во 2012 година. Конкретно, одредена непозната сила или честичка има интеракција со миони на начини кои не се предвидени со стандардниот модел. Прашањето е што е точно тоа. Карина вели дека податоците кои биле прибрани во Фермилаб би можеле да го имаат одговорот. Анализите само што почнале, но укажуваат на можноста на големо откритие. Би можело да има една или повеќе честички кои почнуваат да се одговараат со мионот. Знаев дека резултатот би можел да биде пресвртница во физиката на честички. Конечно знаеме што да правиме следно. Револуционерниот резултат го зголемил интересот за работата на Фермилаб. Никој не зборува за миони и стандардни модели за време на вечера, но сега зборуваат. Тоа е супер. Додека продолжува експериментот со миони, Марсела Карина вели дека следната фаза од истражувањето би можела да донесе повеќе заклучоци за судир на честичките. За да се направи тоа, можеби ќе биде потребна понапредна технологија од онаа на Фермилаб, дури и од онаа на Европската организација за нуклеарно истражување. Од огромни парични награди до разни бесплатни услуги, многу сојузни држави и бизниси во Америка се обидуваат да најдат начин како да ги охрабрат граѓаните да се вакцинираат против COVID-19. Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, обезбеди голема сума пари за да го охрабри вакцинирањето. Програмата од $116 милиони опфаќа картички за подарок и големи парични награди. On Friday, June 11th, the state of California will be... Секој што бил вакциниран во Калифорнија ќе се квалификува да добие картичка вредна $50, како и можност 15 луѓе да добијат парична награда од $50,000. Проценките на сојузната држава се дека 12 милиони жители на Калифорнија се уште не се вакцинирани пред планираното повторно отворање во средината на јуни.
but the vast majority of Californians eligible. Но големиот број граѓани кои се квалификуваат добиле прва доза вакцина или ќе добијат до закажаниот датум. 15 милиони долари ќе бидат распределени, односно 1,5 милиони долари за 10 луѓе. Од западниот до источниот брег, во Њујорк некои бизниси нудат бесплатни можности за оние што ќе покажат доказ дека се вакцинирани. Дојдовме во Бруклин за бесплатно парче торта бидејќи сум вакцинирана. Ален Розен, собственик на ресторанот Juniors, вели дека тој дава свој придонес по промоција на јавното здравје. Колку побрзо сите се вакцинираат, толку побрзо ќе се вратиме во нормала. Во продавницата за крофни Криспи Крим на Таймс Сквер, ако го покажете вашиот вакцинален картон, ќе добиете бесплатна крофна. Удам дневно да земам крофна. Не се вакцинирав заради тоа, но сепак ова е плюс. Како што државата ги олеснува рестрикциите воведени поради коронавирусот, многу бизниси продолжуваат да нудат бесплатни услуги за оние што ќе покажат доказ дека се вакцинирале. Овој месец одбележува 25 годишнината од смртта на Вилис Коновер, радионовинарот на Гласот на Америка, кој помогна да се популаризира познатиот американски џез ширум светот. Willis Conover speaking. This is the Voice of America Jazz Hour. Помеѓу 1955 и 1996 година, Коновер беше еден од најпрепознатливите гласови во светот, бидејќи десетици милиони го следеа неговиот неделен час на џезот. И покрај мрачните денови на студената војна, американската влада го прифати музичкиот жан како начин за промовирање на американските вредности. Коновер помогна да се создаде интерес во светот за музиката. Веруваше дека џезот е уметничка форма за секого, слободна, демократска, отворена за импровизација и истите квалитети ги има во демократскиот систем на САД. Тој беше близок со великаните на џезот, како Дюк Елингтон, Ела Фицџералд и Сара Вон. Американските музичари беа популарни, но се соочуваа со широко распространети предрасуди. Тој гурна тие бариери, особено во Вашингтон, правејќи концерти со намерно мешање на луѓе од различно етничко потекло во клубовите во градот. Коновер изгради мостови без разлика дали имаше турнеи во Источна Европа или емитуваше програма од неговото студио. Let's hear another example. Ајде да слушнеме уште еден пример за џез од Унгарија. Тој направи специјална програма само за љубителите на џезот во Индија. Американски официјални лица спонзорираа странски турнеи на џез музичари, а Коновер, меѓународна звезда, понекогаш ги придружуваше. Тој ги запозна музичарите со нови стилови, а публиката запозна таленти како што е јужноафриканската Мириам Макеба. Тоа од секогаш беше музика која комуницира со други стилови и така се развиваше. Коновер го промовираше тоа и остави големо наследство во поранешниот Советски сојуз и Источна Европа. Луѓето зборуваат за него во Куба. Тој е добро запаметен во Русија. Мислам дека дел од неговата судбина е да биде заборавен во неговата земја, обожуван на меѓународно ниво. The Voice of America Jazz Hour. Коновер остави свој белег врз многу генерации музичари во целиот свет. Со прекрасните звуци на американскиот џез од американската престолнина Вашингтон, ви посакуваме пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник. Пријатно.